По 2 возбудливи епизоди исполнети со тимски дух и секојдневни предизвици, нашите полуматуранти стануваат се поискусни, посамоуверени и похрабри. Во минатата епизода снимаа вистински промо видеа, во која доловија радоста, надежта и возбудата пред големиот ден. А сега, во оваа трета епизода, тие ќе ги насочат своите идеи кон нешто што останува. Фоторамка која ќе ја овековечи нивната генерација. Ќе бидат потребни креативни мозоци, усогласени тимови и добра комуникација со дизајнерот. Но тоа не е се. Не очекуваат инспиративни изјави и на крајот предизвик што ќе распламти нивната имагинација. Интересно селфи. Добре дојдовте во уште една нова епизода на мисија Полуматура, каде што секој ваш избор води до совршена забава. Денес ќе продолжиме со нови предизвици, идеи и дружба. Нашата мисија не застанува. Знаеме дека полуматурата е нешто што се памети цел живот, па затоа ние заедно со нашите ученици ќе се обидеме да го направиме секој момент вреден за сеќавање. Во првите 2 епизоди видовме како ги создадовме тимовите, како се раѓаат идеи и како тие идеи добиваат живот пред камера. Но денес тие ќе покажат уште нешто – визуелна креативност. Денешниот ден ќе го започнеме со дизајн предизвик. Секоја од трите групи ќе креираат фоторамка, она преку која ќе се сликаме на големата вечер. Но тие нема да бидат сами. Ќе работат со професионалец кој ќе ги води низ процесот. Потоа ќе слушнеме топли и искрени пораки од јавни личности кои ќе ни раскажат како ја доживеале својата полуматура, со малку носталгија и многу емоции. И за крај, супер енергичен предизвик, интересно селфи. Ќе ги пуштим учениците низ училиштето да бараат интересни и креативни начини за да го фатат моментот. Ќе биде хаос, но добар хаос. Ајде да почнеме! Како училишен психолог кој е во секојдневен контакт со младите и во случајов 9 оделенците од нашето училиште, со сигурност можам да тврдам дека ова е период кога тие се наоѓаат на една важна раскрсница во животот и каде што им е потребно многу поддршка, валидизирање на нивните чувства и почитување од страна на возрастните. Како училишен психолог постојано овие насоки се даваат и на нивните родители, со цел да им се покаже разбирање, почитување на учениците, како и да се научат на вистинските вредности во животот. Конкретно, како училишен психолог во ова училиште, најмногу работам на професионалната ориентација со учениците, односно им помагам, посебно оние ученици кои не знаат да се одлучат, посебно на оние ученици кои им е потребна поголема помош и поддршка околу изборот на идното образование, односно на продолжувањето во средно образование. Задаваме низа тестови за професионална ориентација, меѓутоа се работи и индивидуално со одредени ученици кои за тоа имаат желба и потреба. Она што е важно да се напомене е дека полуматурата не е само забава, која што се организира, се дотеруваат учениците и поминуваат, туку баш на таа вечер, кога е самата прослава, кај учениците се забележуваат многу емоции, се гледаат релациите кои што се остварени со наставниците, како и со другите ученици. Тука има и многу солзи радосници, меѓутоа и многу страф од понатамошните предизвици кои што ги очекуваат нашите 9 оделенци. Како стручни соработници и наставници во ова училиште имаме за цел да им покажеме дека преку
изразувањето почит кон нив, ќе ги научиме и тие да ги почитуваат идните соработници, идните наставници, може би предпоставени со кои ќе бидат во постојана соработка и комуникација. Фотографиите го замрзнуваат времето, но рамката околу нив носи личен печат. Денес секоја група ќе дизајнира оригинална фоторамка со боја, форма и порака, што ќе представува нивната визија за забавата. Но тие не се сами. Со нив е стручно лице кое ќе им помогне да ги претворат идеите во вистинско дело. Оваа рамка ќе биде дел од сите фотографии од забавата. Ќе биде позадина на вашите сеќавања. Размислете, кои бои, зборови, форми најмногу ве опишуваат како генерација. Можете да бидете креативни до максимум. Размислете дали сакате да искористите нешто модерно, нешто традиционално или нешто што само вие ќе го разберете, но секогаш мислете како тим. Вашата рамка ќе зборува за вас и за тоа како генерација сте. Дајте максимум од себе и уживајте во процесот. Здраво ученици, јас сум Томе, графички дизајнер со поголемо искуство и ми е задоволство што ме поканија тука да можам да ви помогнам да направите нешто што ќе ви значи понатака во животот. Што е тоа? Полуматуранти, ќе имате полуматурска забава, која што во моментов ви е многу битна, за 20 години ќе биде уште побитна, а ќе се сеќавате на тој ден кога ќе се ги видите фотографиите од пред 20 години. Како ќе бидат тие фотографии поинтересни? Ако имате нешто што ќе ги направи фотографиите поинтересни, а тоа, например, би било фоторамка. Затоа сум тука да ви помогнам како да направите поинтересна, поубава, поразиграна фоторамка. Јас не знам што ви е моментално актуелно. Тоа ќе ми го кажете вие. Ќе ви кажам кои се настоките во кои што може да се движите, што може да се испечати, што не може да се испечати. А тоа што не би можело да се испечати, може да би можело да се искористи поинаку, затоа што веќе живееме во малку помодерно време и не е се печатано, односно може да направиме дигитална фоторамка која што ќе се аплицира врз фотографиите и селфињата што ќе ги правите сами. Сега, знам дека тука имате 3 екипи. Тие 3 екипи ќе се надпреваруваат меѓу себе. Ќе видиме која ќе биде најуспешна. Ќе помогнам на сите подеднакво. Можеме да видиме што би било тоа што ќе се прави. Прва работа, знам дека имате нов јазик, што е малку поразличен од актуелниот. Така да првата рамка што би можел да ви ја понудам, може да имате знакчиња со некое зборче што ви е актуелно, што нешто ви значи повеќе од тоа што ние разбираме, и може да се фотографирате со тоа. За 20 години тоа зборче може би нема да ви текнува како зборче, меѓутоа кога го имате на фотографијата, точно ќе знаете кој што сакал да каже на таа фотографија. Фотографија, генерално стандард е фотографија која што заедно се сликате неколку луѓе, со тоа што ако е хоризонтална, се сликате двајца. Може биде двострана. Да ја свртете од другата страна, да биде вертикална, каде што ќе се слика секој сам посебно, што нешто ќе сака да каже. Што ќе каже? Ќе кажете вие. Може би биде Инстаграм, може би биде TikTok, може би биде некоја друга мрежа што ви е вас актуелна. Може да има и голема рамка, која што ќе биде позадина, каде што сите ќе застанете или ќе се сликате повеќе заедно. Може да се искомбинира оваа рамка со другите рамки, со другите знаци, па да ви биде поинтересно. Сега, што све ќе стои на таа рамка? Кажете вие. Кои знаци ќе ги има? Што ќе биде шаренилото на неа? Ќе кажете вие. На крај ќе гласаме заедно и ќе видиме што ќе се реши. Мојата препорака е генерално некаде да стои која генерација сте. Моја препорака е боите да бидат што е можно поедноставни, бидејќи ќе бидете неке во зелено, неке во жолто, неке во црвено, неке во не знам какво. Кога имате една боја,
нема да се губите во рамката, најчесто црна или бела. Сега за понатака ќе ме научите вие што сакате на неа. Јас ќе помогнам понатака како тоа ќе изгледа поубаво. Прва група може да направиме нешто интересно. Значи, што ви се вашите прашања, што имате идеи, каква да биде рамката? Па сакавме да ја прашаме заради тоа што вие ни спомнавте нешто дека можело да биде и хоризонтално и вертикално, да биде Двострана. да има различни дизајни. Добра. Да, јас мислев да биде црна, како хоризонтална и да има некои зелени, светкави букви или плави. Нешто да пишува промо од 2016-2025. Добра. Мислам дека добар тој дизајн. Може и тоа. Да налепиме некои стикери други. Може и тоа. Ако би било така, од другата страна дали би било изводливо нешто друго да има Да. и што би пишувало, да ни дадете некоја идеја. Вака, доколку рамката е на едноставна геометриска форма, двете страни може да бидат различни. Доколку на едната рамка ставиме форми што ќе излегуваат од рамката, кога ќе се заврти од другата страна, ќе треба да биде смислено што ќе биде од другата страна. Да. Значи, ако имате, пример, звездичка од едната страна, кога ќе се сврти, пак имате звездичка од другата страна, ќе треба да се смисли што ќе биде во тој случај. И тоа може да биде интересно, едната страна биде црвена звезда, каде што ќе има црвена рамка, другата, ако се заврти, биде црна рамка, може ќе биде бела со златни елементи или некои такви моменти каде што ќе биде малку поразлично. Па некако има црвен фустан, ќе биде со едната рамка, некако има црвен фустан, ќе биде со другата рамка. Така да може да имате различни бои. Плюс едната може да биде хоризонтална, другата да биде вертикална, па како ќе ви одговара повеќе. Во секој случај, колку би сакале луѓе да може да се сликате заедно, двајца, тројца, 5 души. Вертикално може еден двајца, хоризонтално повеќе. 5 Добра. души, да кажем. Например, може на хоризонталната страна да биде потемна бојата, а на вертикалната посветла, за да имате варијанти. Може. Оденно. И цвеќиње може нешто да има украсено. Јас мислев како да додадеме некои елементи од како детелинки, некои такви украси, како означува некој знак на среќа за понатака, среќа. нешто Среќа. така. Добро, Да. може. Тоа би било интересно. Затоа што нели спомнак има некои зелени букви, па тоа мене ми текна прво Да, како идеја. асоцира највише. Може, види, може да бидат зелени, може да бидат и златни. Детелинката Може тоа, ако Да. пример биде од ставиш другата страна. четврлисна детелинка и ако е златна, пак знаеш дека е Да, пример, зелена. ако од едната страна биде црна, од другата страна биде бела, тогаш можеме да додадеме на белата страна златни детелинки, а на таа страна зелени, на црната. обратно мислам дека би било добро. Златно со црно идат добро, на пример, викате на сребрено со црно. Од прилика на црно златното изгледа добро. Зеленото дека би било подобро. Токму тоа го баравме, некои ваши Да. идеи. Да. Една Да. страна да биде Ваша помош. покласична, друга пошарена вака. Може, добро, тоа е интересно. Дали имате идеја, на пример, за некој од овие што ги спомнав, знаците со некој интересно зборче што би било за вас нешто? Ние мислевме како зборови некои што често ги користиме како PS, некои од наши зборови што се тоа знаеме, е. нели? Но не знаеме, ќе видиме, ќе размислиме на таа тема, па Добро, размислете, немате многу време. А можеме да напишеме и само како обично полуматуранти или нешто така. Може и тоа да биде хаштаг полуматурант, например. Хаштаг. Ево, да, тоа е добро. И како што напоменавме зелени Може букви, да биде. мислам дека А тоа ќе светката изгледа. да ги направите да бидат некако. Може да бидете такви. И фонтот да биде подебел некако. Тоа подебало. Опасно. Значи тоа ќе се означи дека со посебна боја дека тоа ќе биде исечено залепена златна фолија, например, или некаква фолија која ќе биде поинтересна. Добро. Или па може ова да не биде форма обична, може да биде нешто за обрана или Втора група со среќа. Да видиме што ќе кажете вие сега. Благодарам. Не размислувавме, имаме нешто во план. Супер. Само да ви покажам сликата. Одлично. Се работи за позадина која
рамка која е во позадина, не е баш како рамка. Нешто. На овој дел, Одлично. боите се неутрални, бела и црна боја. Супер. Неутрална за момчиња и девојчиња. Овде може да пишеме карактеристики, добри карактеристики на луѓето кои ги има, па мислам дека на повеќето ќе им се допадне без разлика на полот. Заради тоа што е неутрално со боите, зборам неутрално и со... Одлично. Боите рамка, туку вака некоја позадина. Да, позадина да биде и сакавме... Позадина вака со и вака картончиња може да направиме или со ваша помош. Повеќе џесетини, например, да пишува wanted for being the баран prettiest, за како сакам твојата коса, баран за твоите очила, баран за твоите... И така некој кој ќе дојде твојот да се карактер. избере своја картичка и да се слика со таа. Во која се Како пронаѓа. Сакам за Добро. најдобри пар, како така и да се сликаат и заедно. И така натаму. Предлог еден. Користате кирилица и македонски? Значи, видите што може... Не, може да има и нешто што е класично, мислам, не е веќе тоа англиски или било што, тоа е повеќе, да кажам, некој нов сленг. Да. Тоа е окей, меѓутоа, сте што може, има интересни зборчиња што може да ги искористите. Ова ми се допаѓа. Позадината може да биде и од двете страни. Ќе бидете многу, ќе бидете сите училишта од кисела вода, така? Значи, мислам дека би можело да се изведе некако да биде и тоа двострано можеби, па да има од едната страна нешто едно, од другата страна нешто друго. Може Може така. се провери и тоа. Ние имаме планирано кога да се сликаат максимум на двајца, по двајца. Двајца, Не може тројца, повеќе од зависи. три почнува. Заради тоа сакавме да не се ограничува со рамка, за ако сакат повеќе луѓе слика да биде само која позадина. Може. Ако е поголема позадината, цел клас. Па, Може да, заради тоа што сепак Да. кога се оди во старица, добите се широки, Да. така да може да ги Добро. собере сите. Добро, на таа позадина би сакале што да има? па така Висината, со... ама Висината со- само да. во македонски Добро, тој во е сантиметри. Друго вака црна-бела линија, ништо посебно, само повеќе да биде да се гледаме ние, само ова вака да биде од страна. Добро, а зборчињата, односно тоа што би биле пораки, би си ги носеле секој посебно Значи, би го држал тоа. вакви црни картончиња со Добро. бело и например ќе има неколку 20 на 30 ќе измислиме, Добро. например баран за најдобар фустан, баран за најдобар пар, баран за најдобра коса. Добро. И така натаму и сега кога ќе дојдат може да си изберат што им одговара за нив и да се Не се стика со тоа. Добро. Океј. Ќе гласаме, ќе видиме кој што ќе успева тоа. Добро. Трета група, со среќа на вас, да видиме што ќе кажете вие. Ние тука најдовме една идеја која што сите се согласивме дека најмногу ни се допаѓа, па сакаме нешто слично на ова да направиме. Добро. Ова е било фоторамка, како што гледам, нешто е светкаво од страните, така? Да. Добро. Мислевме кога горе да пишува Be Real и 2016 цртичка 2025. Тоа може и долу да го ставиме. Да. Идеја за За генерација. А ова доле е како телефон за сликање, ова и ова е блицот. Да, Аха, вака со добро. светлина имаме појасна слика без светлите, за да може подобро да се види Добро. идејата. Значи, би сакале да биде класична фоторамка. Да. Добро. Значи, формата би била класична. Да. Добро. Дали би имале опција да биде двострана? Односно, може би едната страна ќе биде оваква фоторамка, другата страна би било нешто друго. А таа со светка би можела да се изработи? Би можело. Ќе се провери тоа како може да се вратиме назад. Може да се изработи евентуално нешто вакво, ќе провериме точно што би значило, како би значило тоа да се изработи вака. Значи вака, секогаш се може да се изработи во животот. Значи не само во ова, секогаш се изработува, колку време и средства е потребно за изработката и колку напор треба да се изработи, тоа е веќе друг момент. Ама секогаш се е возможно. Значи можно и ова. Тука има некои знаци од страната. Да. Би сакале нешто такво? Па да. Да, заради тоа што целта на Be Real е всушност да се зграпчи моментот во слика, да се направи Да. фотографија. А зошто да не пишува зграпче го моментот, а туку пишува Be Real? Постои апликација таква. Да. Постои апликација Be Real? Некако и плюс е пократко и поубаво звучи. Да. Добро. На другата страна да пишува Да, барем тоа. тука зграпчи го моментот. Или фанти го... Не, Зграпче го мислам дека е.
Добро. Значи тоа би било, да кажеме, на пример, нешто вака. Вака. Ќе ги збиеме малце буквите една од друга, ги ставиме вака. Би било на сребрено, односно такво светкаво, значи би било добро да има и тоа да биде, например, бело, со тоа што ќе има околу него црна рамка. Искрено, јас со тоа светкавото би додала друг фонд. Не ми оде некако овој со тие светки. Ќе се обидеме. Не знам, ја мислам дека нема тоа баш со светки. Нема да обидеме. Па нели? Другата страна. Ова другата страна да, ама со светките не ми ги некако ми е по... Кај светките може да Така да е пишува по-прост. бирил, По-прост, дека а бирил. другата страна не мора да биде со светки. Другата страна е страна може подискретен, со подискретен фонд. Овој некако е повеќе упадлив, а и рамката е упадлива, така да нема се упадне. Значи, ако ставиме црна рамка, Сезон 20 епизод. Може го... Ама тоа со задната страна. Да, ова со задната страна. 25 епизод, не. добро. Една страна црна, другата страна да биде бела. Таа со златна. Дали има една Таа со златна. Да. Едната со светки, другата црна. Значи, едното било на црно, а другото било обратно, ако биде ова, да кажеме, А ова другата страна? Исто имам идеја. Джуниорс? може. Може да Сезона 14, епизода 9. 14 години. Па добро, ама 9 години. Нема сите. 9 години Сезона 9. Сезона 9, да. Последна. Можете да видите и геймерски настроени во моментов, например, next level, односно идеме на наредно ниво. Точно. Нешто во тој стил. Мене овој фонд не асоцира на Game Over. Next chapter исто така може. И фонтови имаме многу. По изработката, време е за големата одлука. Ајде заедно да дознаеме која рамка има најоригинален дизајн и кој тим бил најкреативен. Нашата идеја беше рамката да биде двострана, да биде вертикална и да биде хоризонтална и да може да има различен дизајн од двете страни. Мислевме од една страна да биде покласично со црно-златно, а друга пошарена така цвеќиње за да стои со сите фустани. Идејата ни беше исто да додадеме некој вид на детелинки што би означувале среќа понатака во нашите кариери. Една од нашите идеи исто така беше да додадеме некои зборчиња кои што ги кажуваме, кои што ги користиме како тинејџери, нешто од PS. И дури да не ги памтиме тие зборови после долги години, секогаш ќе знаеме што вистински значеле за нас. Да. Се надеваме дека нашата ќе биде најдобра на крај. И супер ќе си поминеме како тим. Ние се договоривме нашата слика да биде инспирирана од странските филмови и серии и да биде всушност слика за криминално досие, која што ќе изгледа многу интересно и ќе биде во две бои, две неутрални, бела и црна. Позадината ќе биде црна и бела, каде што ќе биде запишана нашата висина, но исто така не во нашите раци ќе држиме картичка каде што ќе пишува за што сме ние одбинети, но нормално таа нема да биде за ништо лошо, туку напротив ќе биде за нешто што ние најмногу сме се покажале во оваа наша приказна, дали тоа било најдобра коса, најдобар стил, најдобра облека, најдобар пар или слично. најдобар карактер, најсмешен, пријатен со сите, тоа ќе го размислиме ние во текот кога ќе имаме време за работа, па се надеваме дека нашата позадина ќе биде една од поизгласаните. Се надеваме дека ќе победиме и нашата рамка ќе биде дел од забавата. Ние две најдавме идејата, А нас ни се допадна идејата и решивме таа да ја искористиме. Согласивме за тоа за што идејава. подбравме. Беше многу интересно, светкави бои, убаво изгледаше и сето тоа е одлично. Сепак треба да го направиме за сите да ни се допаѓа, за ова да ни остане незаборавно и во памтење. Мене ми се допадна повеќето од таа светкавата страна, бидејќи нели ќе биде на крајната вечер, а на крајната вечер нели сите мислиме да сме облечени посвечено, така да мислам дека подобро би се совпаднала светкавата страна за тој период. Се согласувам.
Се надевам дека нашата екипа ќе победи. Се надеваме дека ние ќе бидеме најоригинални. И процесот на креирање рамки за полуматурската забава заврши. Сите се покажавте одлично. Но сега господинот Томе ќе ни помогне да избереме најсоодветната рамка за забавата. Трите групи имавте стварно интересни идеи. Процесот за избор е стварно тежок. А секој од вашите идеи ќе ви значи многу доколку се стикате заедно со вашата идеја. Затоа решението е, ќе се изработат сите три решенија, секој ќе ги има своето решение, стварно бевте многу добри, и ќе си имате, мислам, стварно убави моменти, убави сеќавања, да се поминете супер, споделувајте слики, поминете се најубаво. И со среќа во иднина. Полуматурата не се заборава, тоа го знаат и јавните личности, без разлика дали се актери, пејачи, спортисти или водители. Сите имаат некоја слика, некое чувство или некоја приказна од тие денови. Ќе видиме кој од нив денеска ќе ни сподели прикази за полуматурските денови. Драги полуматуранти, здраво и од мене. Многу се радувам што сум повикана да кажам неколку зборови за ова што е следно поглавје во вашиот живот, а тоа е омилениот период од мојот живот, средношколските денови. Од таму ми датираат најдрагоценните спомени и сега ќе ви кажам зошто. Ако некој од вас има било какви стравови или неизвестно за тоа што го очекува, а понатаму воопшто немате да се плашите, ова е еден преубав период каде што на почеток ќе ви кажам, вие на некој начин веќе пополека се осамостојувате од вашите родители и почнувате сами да донесувате одлуки на некои прашања, што на родителите на некој начин ми влева поголема доверба дека веќе сте на пат да станете зрели луѓе, а вас пак ви дава едно ново чувство на сатисфакција дека конечно можете сами да донесувате одлуки за нешто и пополека да навлегувате во светот на возрастните. Во средношколските денови, оно што е моја препорака, покрај тоа што секој од вас редовно треба да следи училишната настава, е да бидете колку што можете повеќе дел од сите оние училишни, па и вонучилишни активности кои што се од областа на култура, уметност, спорт, не знам, уште останати сфери кои што можеби нема да ги набројам. Меѓутоа, секое ново искуство од овие области вас ќе ве направи посестрана, пообразована личност и едноставно ќе се соочите со нови предизвици, ќе створите нови пријателства, ќе запознаете нови луѓе, нови контакти кои што понатаму можат да ви значат многу во вашиот живот. Оно што исто моја препорака е, затоа што живееме во дигитален свет и постојано сме сите на телефони, ве молам, пробајте да го минимизирате она присуство на телефоните во вашиот живот. Не знам, направете се неколку часови во денот или барем еден ден каде што ќе имате детоксикација од телефони и ќе одите, не знам, со друштво на водно или било каде, да се дружите, да имате она органска конекција, а не да биде тоа само виртуелно преку телефони, затоа што тоа се оние спомени кои што остануваат врежени за секојаш во вашата глава. И што можам да кажам последно, да, можеби да не се преоптоварувате премногу со оценки. Важно е да учите, меѓутоа оно што го учите да ви остане врежено во глава и да ви вреди, да ви помогне во понатамошните активности кои што ги планирате, односно во понатамошната професија која што ќе одберете. На крајот од денот најважно е да излезете од средно училиште како подобри, попаметни, покултурни луѓе и луѓе кои што, ете да речем, може поважно е да имате амбиции, да бидете гладни секогаш да
креирате, да создавате нешто ново и да се усовршувате секојдневно. Уживајте. Чао. Мојата полуматура памтам многу добро, затоа што знам дека бев многу возбудена за таа вечер и затоа што си поминав стварно најубаво. Памтам дека носев краток бел фустан и прославивме во едно место блиско до моето основно училиште Љубан Лапе. Танцувавме цела вечер, тука бевме собрани нормално сите деца од цела генерација, тука беа нашите наставници, а на самиот крај јас нормално испеав една песна, тоа беше една од моите омилени песни тогаш, а и до ден денес омилени песни, All I Ask од Адел. Емотивна песна за еден убав емотивен крај на нашето основно образование. Тажна бев за тоа што се разделувам со моите соученици и со моите наставници, што повеќе нема да имам прилика да седам во истите клупи со тие деца и што нели моите наставници нема да можат веќе да ми предаваат. Мислам дека најмногу ми беше жал за тоа што се разделувам со тогаш мојата омилена наставничка по музичко, Жанета, во оваа прилика поздравувам. Таа ми ја пружеше најголемата поддршка, затоа што тоа беше само една година пред да почнам јас професионално да се занимавам со музика. Тоа беше еден период каде што не знаев каде животот ќе ме води, што ме чека понатаму, но знам дека бев среќна за сите предизвици кои што ми предстојат. Еден интересен момент беше дека следниот ден требаше да имам завршен концерт по балет, па имав само 2 сати за спиење пред да се вратам за да ги начекам трубачите во школа. Навистина интересно заврши целата таа прослава околу полуматурата. А за сите оние кои што сега се полуматуранти, би им препорачала само да веруваат во своите соништа, затоа што животот носи предизвици, но уште повеќе убави моменти. Така што уживајте до крај во сите моменти кои што ви се случуваат. Здраво, здраво, јас сум Тони. Јас сум Кул. Ние сме два бона. Завршивме во основно училиште Рајко Жизифов во насело Драчево, општина Кисела Вода. Полуматура славевме во Кисела Вода, во некој ресторан во близина на салата Расадник. Поминавме преубаво, се поминати и вие. Ќе пиевме сокче. Тоа е. Ќе пиете и вие и се сеќавам исто дека заедно бевме дента пред тоа на шопинг да си купиме нешто за полуматура, како ми да носеше. Да. Се сеќавам дека после ресторанот се собравме во паркот во Драчево, така беше? И си поседавме уште некој сат, си направивме муавет, се дружевме и отидовме да спиеме. Уствари, што е интересна, многу приказна, ние двајца се после првата вечер на полуматурата, кога седнавме во парк, прв пат се зближивме уствари ние со рап музиката. Тогаш да, не беше првиот допир со рап музиката. Да. За полуматура вечерта после полуматура беше со постари батковци од мало кои правеа рап музика. И сите додека си беа и си правеа мојот у паркот, ја и ти седнавме на страна и си разговаравме со Божо или Ескимо. И он не упатуваше нели како би снимале кај него студио и што да правиме. Дај Боже на некој од вас да се деси истото. Да, така да сме имале ние многу во полуматура, како порака, ништо да верувате у себе, вашите соништа и све што сакате да видите, верувате дека може да ви се оствари. Да си имате најубава полуматурска вечер. Сега малку забава. Учениците ќе добијат задача да направат селфи, но необично. Ќе треба да пронајдат најоригинално, смешно, креативно или емотивно место и поза и да го фатат тој момент во една фотографија. Може да бидете сами, во пар или во мала група. Само едно правило. Селфито мора да има приказна.
Побарете ја најчудната врата, најубавото светло и најнеочекуваниот агол. Мислете како уметници. И не заборавајте, насмевката е секогаш добра идеја. По креативните идеи и гласањето за најдобрата фоторамка, време е за уште еден визуелен предизвик. Овој пат учениците добиваат задача која ги носи низ секој агол од нивното училиште, од училниците до спортските сали, од ходниците до скриените картчиња. Селфи предизвикот бара секој полуматурант сам или со пријател да направи најоригинална фотографија на локација што има посебно значење за нив. Креативноста, емоцијата и спомените се главни водичи, а резултатот – галеријата на моменти што ќе останат за секогаш во нивното сеќавање. Добар да не спам све. Види ја. Тоа. Може, ток ти испаднало тако комбат. Фала ти. Пробај еднаш без само кога да се сликаме. Нас мислам да многу озбилно. Чуш ќе ставиме, ја не можам од мојот. Еве може од мојот. Може од твојот? Да, ќе ве табнам, после се важи. А мене на вториот? Важи. Ајде, добро. Оставам ваа. Добро, еве ќе ставам феверит, после ќе ја ставам. Може. Ама, види како ти спаднала тука шишката. Не е битно, ајде бе, добро, за нас памче. Да, супер. Омиленото место на девојчињето е гледалото затоа што сакаме се шминкаме и да се пегламе такви ствари. Посебно јас, многу го сакам огледалото бидејќи имам битка на коса. Ама не е одгоре, понавалено. Понавалено? Да. Сакаш ли? Знам дека треба да се поделиме на Чекај, не натаму сега. Може и тука, чекај. Да, чекај вака. Исам дека нешто. Ајде видиме. Да видиме, да спадне. Зашто не се севаат? Не испаѓаат ниту. Не изагубаат, дека постојат. Јас сум Милина Николовска. Јас сум Ана Марија Анчевска. Поинтата на нашата слика беше дека ја сакаме музиката. И еве, користевме партитурите за да го покажеме тоа. Здраво, јас сум Даниел, он е Петар. И ние за нашата селфи приказна дојдовме токму во кошаркарскиот терен, поради тоа што едноставно ја обожаваме кошарката и Петар. Да, ова е исто така моето хоби, значи јас тренирам кошарка уште од мали години и затоа одбравме нели да бидеме на кошаркарскиот терен. Имавме гениална идеја како да го направиме он уствари на селфито да куца, односно да данка, што навистина мислам дека е одлична идеја и не знам, тоа е тоа. Најдобро. Чекай. Леле, како буда. Шут. Здраво, јас сум Максим. Јас сум Горија. И дојавме тука да ви покажеме нашата селфи од шутирање на тројка. Еве, јас бев тука и стоев и го сикав Горија како ја шутира тројката.
повеќето ги утна, но се надеваме некој пат да ја даде. Кога шутнеш? Шутни. Супер бе. Ајде ќе ти подам ти шути. Добре. Овде нека помине, овде. Ајде. О, се сликавме. Ајде брате. Абе се сликавме. Ајде брате. Не, може. Може. Ете не ракате ме црвено. Здраво, јас сум Христина, ова е Ива, ова е Петар, а ова е Дамјан. Маријан, И Катерина. Ние за нашата селфи фотографија одлучивме да се собереме на овој фудбалски терен. за да доловиме колку многу го сакаме спортот и колку многу сакаме да се дружиме. Да. Добра слика? Ај види, ја мислам ова постенава. Ово не ми свиѓа мене. Ова, второ, ова. Не бе, уште не. Ајде. Чекай малку вака. Чекай. Ај фатиме вака, Се да? гуснаме. А ја вака може да додам. Ајде. Да тргнам капата или со капа да идам? Ај прво без капа. Ај, чекај, да се наместам. Јас сум Мила. Јас сум Јана. А јас сум Лина. Мотивот позади нашата слика денес е нашата омилена активност како полуматуранти, како ние на голем умор стално седиме и го гледаме нашето училиште и сите убави моменти што ги имаме направено во нашето училиште. Да, и збориме цело време за еднината, дали уште ќе се дружиме, дали ќе бидеме пријателки, каде ќе се запишеме, кој е факултет. И... Овие се едни од најдобрите моменти што ќе ги чуваме во сеќавања, бидејќи вака се здружуваме секој час кога збориме. Да, и многу сме стрекни што ние сме другарки и се надеваме дека ќе останеме другарки многу долго време. Не е добро. Е, добро. Добре, да. Јас сум Теа. Јас сум Кирил. Ова место го одбравме бидејќи помеѓу малите одмори секогаш овдека се зборуваме и се среќаваме. Овде се случиле сите наши тајни, сите интересни активности меѓу часовите и ова е нашето најомилено место во училиштето. Не, вака можеме овде. Чекај. Бару клучи да гледаме нешто. Јас сум Ангела Спасовска Јас сум Горјан Крстевски. и ние нема да се сликаме. Не испаднавме добри што да правиме. Не, ами тоа е една добра слика. Упс. Абе, ама хоризонтално. Хоризонтално? Вака да ви се дерам? Да. Да. Ајде. Ти гледа тетрадка. Вака да подобри граците на групата. Е така. Појдата на нашето селфи е уствари 5 минути пред тест. Значи, јас сум студент што не знае ништо со што се објаснува. Она ни објаснува материјалот од тетрадката, а она е строгата наставничка што всушност гледа дека не знаеме и не кара. Јас правам некаква зафрканција од нив со селфито. Денес беше ден за бој, фотоапарати и за фантазија. Секоја група покажа уникатен пристап. Гласовите на јавните личности беа убав потсетник дека полуматурата е за сите, и за тие што растат, и за тие што се сеќаваат. А селфи предизвикот само доказ дека децата на оваа генерација може да се изразат и преку објектива. Не пропуштајте ја следната епизода. Полуматурата е се поблиску.
Креативноста е моќна алатка и денес ја видовме во полн сјај. Фоторамките не се само декор, тие се спомени. Гласовите на познатите не потсетија дека чувствата се исти, без разлика на времето. А селфињата беа вистинска експлозија од идеи, хумор и младешка енергија. Оваа епизода ни покажа дека овие ученици се подготвени за се, со срце, со визија и со насмевка. Останете со нас. Мисијата продолжува.